Фестивалите се страст која мажите никогаш нема да ја разберат, но ние најдовме место каде што не само што ќе ве разберат, туку ќе ви помогнат да ја збогатите вашата колекција. Останете со нас. А во продолжение погледнете и заклучите дали восочната фигура на Новак Џоковиќ воопшто личи на него. Долго подготвуваната восочна фигура на Новак Џоковиќ пред неколку дена конечно беше откриена во музеот во Јагодина. Меѓутоа, мислењето на многумина е дека таа воопшто не личи на најдобриот тенисер на светот. Да не присуствуваше Џоковиќ на отварањето, немаше да знам дека ова е негова восочна фигура. Единствено маицата би ме упатила на него, напиша известен Лазар на порталот Блиц. Како што потврдува една од кустосите во музеот на восочни фигури во Јагодина, музеот имал многу повици откако Џоковиќ дојде во галеријата и постојано им се јавувале луѓе за да прашуваат кога работат да дојдат да го видат восочниот Џоковиќ. Убедена сум дека кога ќе поминат лошите временски услови ќе имаме рекордна посета. Инаку кога пристигна Ноле го дочека огромен број луѓе, се направи голема гужва, а тој немаше многу време да се задржи покрај фигурата, бидејќи требаше да отвори еден кикбокс меч. Рече дека фигурата е повисока од него, беше љубезен и пријатен и даваше впечаток на некој кој е пријатно изненаден, рече една од кустосите во музеот. Дали восочната фигура на Џоковиќ е успешно дело и дали воопшто личи на славниот тенисер, пресудете сами. Во прилогот кој следува ќе ви презентираме нешто ново и интересно. Маја Саздановска и ДНК снимеа видеозапис за диско џонгла. Минатата седмица на две локации во Скопје, R&B дуото ДНК и Маја Саздановска снимија видеозапис за нивниот заеднички хит Диско џунгла, зад кој се потпишува Дарко Димитров со текст на Панчо и Магдалена Цветковски. И овој пат момците за својата публика направија нешто несекојдневно, за кој и самите велат дека со нетрпение очекуваат да го видат на ТВ екраните. Самиот видеозапис ќе биде анимација со несвојствени работи, според самата песна. Во него јас се појавувам како продавач на дијаманти во ексклузивната продавница за скапа цена Кит Тезоро, а стайлингот на сите тројца ми е многу интересен. Еден дел од спотот се снимаше во студиото на Томато, па се надевам дека дечките оттаму и овој пат ќе спакуваат одлично видеопарче, кој јас со нетрпение очекувам да го видам, вели Панчо. Промоцијата на спотот за Диско џунгла, ДНК и Маја ја најавуваат за 7 дена. По меѓувреме, R&B дуото неуморно работи на агендата која ја постави за оваа година. Минатата недела во радио етерот беше пуштен нивниот добро познат хит Благодарам однапред, но овој пат во живо од нивниот концерт од 24 септември минатата година, во придружба на браќата Тавитјан. И за овој старо нов хит, ДНК најавуваат видеозапис со инсерти од самиот концерт.
благодарам на вниманието со кое не следевте. Гледајте не утре во истиот термин, бидејќи остануваме на подиумот на Смики.